Благодарам, господин Джафери. Почитувани колеги пратеници, представници на владата, мислам дека оваа точка е многу посериозна и многу мора посериозно да третираме, одошто сега во 17:15 според интересот може да се добие прв печаток. Почитувани колеги пратеници, ние зборуваме за 50.000 наполнети ливчиња во Македонија. Работа која што сме ја немале добри 15 години во Македонија. И јас тоа можам да ви го докажам преку бројки, ќе ви прочитам одреден број на избирачки места. Нема да ги кажам населените места, за да не се добие тоа ваков или онаков контекст. Само ќе ги прочитам населените места, ќе ви прочитам бројките на излезени и излезност и тајмингот на луѓето кога излегле. И со нечинењето на институциите, изминативе 2 недели со молкот, се создава опасен преседан. Опасен преседан. Утре да имаме не 50.000 наполнети ливчиња, 100.000 наполнети ливчиња. А тогаш ќе имаме и политички проблем, може да добиеме и етнички контекст и се останато кое што може да следи. Затоа внимателно, многу внимателно и многу воздржано ќе дискутирам во врска со оваа точка. Почитувани присутни, за жал, во Македонија се вративме во времињата, кога имаме одзив на избирачки места 91. Да молам, ако може, навистина фер би било да се сослушаме, колеги. За жал, се враќаме во Македонија, во ситуацијата во која што институциите воопшто не гледаат проблем. Главната владеачка партија СДСМ и нејзиниот председател и премиер на оваа држава Зоран Заев не гледа проблем дека имаме избирачки места во кои што имаме 91, 95, 96% одзив, од наводници одзив, а во тие села реално 60% од луѓето на избирачки список не живеат во Македонија. И каде што пред година дена локални избори, каде што од тие населени места, од тие села, од тие населби, имало кандидати за советници, не 1, 2, 3 или 5 или повеќе, и одзивот бил 35 и 40% на локални избори, а сега на референдумот пред 2 недели, на 30 септември, во истите населени места е 96%, или толку имало ливчиња во кутијата. И кога се наполнете тие кутии? За пола сат. Значи, тоа се абсурди. И сите знаеме што е работата. Наполнати се кутиите. Значи, ја имам тука списоци од најмалце 40 избирачки места, а не ни се процесирани, не ни се обработени уште други десетици и десетици избирачки места. И на тоа ли ќе молчиме, колеги? Па Едмон Темелко го спомнав пред некој ден. Едмон Темелко е 3 години по судови, здравијата му се зема на човекот заради 200 гласа на луѓе кои што овде дошле и гласале. А овде имаме 50.000 наполнети ливчиња. 50.000 наполнети ливчиња. Имаме по 500 наполнети ливчиња по кутија. И никому ништо. И сите знаеме дека е така. И може да се смееме, може да се дофрлиме нешто, но мислам дека е тоа катастрофално за оваа држава. Кој мислам дека најмногу ќе губи од оваа работа? Почитувани присутни, најмногу ќе губат токму граѓаните кои што живеат во тие населени места, затоа што оние бандити кои што решиле да полнат кутии, кои што немаат било каква етничка припадност, тие едноставно имаат своја политичка агенда и лична агенда. Наредните година, 2, 3, 4, душа ќе им земат на граѓаните од тие места. Тие луѓе ќе ги тероризираат, тие луѓе ќе ги рекетираат, тие луѓе ќе им наплаќаат, во тие улици ќе бидат кабадахии. Одговорно тврдам дека од 2006 до 2017 година немало полнење на кутии. Ние имаме сега полнење на кутии, колеги.
кое што не се процесуира, за кое што се молчи, за кое што ништо се ќути и се стиска зеленото копче. Еве ќе ви кажам неколку избирачки места, па нека суди јавноста, судете и вие. Намерно не ги кажувам населените места за да не се свати ваков или онаков контекст. Избирачко место 2340, одзив на парламентарни избори 45%, одзив на локални избори 43%, одзив под наводници на референдум 81%. Од 17 до 19 часот гласале под наводници 411 луѓе, 411 ливчиња се уфрлени. Невозможно е на 17 секунди. Ајде да одиме, сите сме гласале, сите сме биле членови, наблюдувачи, избирачки одбор или било што. На 17 секунди ли се гласа? Понатаму, избирачко место 2341, одзив 91%. Што мислите за ова? Нема да ве прозивам по имиња. 91%. И ќе зборуваме за европски вредности, ќе зборуваме за европска агенда. Вели, од 17 до 19 часо под наводници гласале 338 луѓе. Невозможно. Знаете што е 338 луѓе? Нема шанси. Наполнети кутии очигледно. Избирачко место 11-19/1. Иста ситуација. Одзив на сите можни избори 40%, тука 70%. Избирачко место 2458, 30 септември, пред 2 недели. Пријавен одзив до ДИК. До ДИК во 11 часот, во 11 предпладне се пријавило дека под наводници гласале 40%, а кога дошле втората смена, затоа што втората смена доаѓа пред 13 часот, пријавиле одзив 15%. Ајде кажете ми, колеги пратеници, како тоа паѓа одзивот од 40% на 15% од 11 до 1 попладне? И за ова никој не треба да одговара. Ќе ги пуштиме тие што ги наполниле кутиите, нема да го викнеме избирачкиот одбор. Па, колеги пратеници, ние имавме ситуација на 11 декември 2016 година. Од Теарце 3 пати се викаше избирачкиот одбор. Како бил скинат Кочанот, дали е скинат, не, доаѓаа жените, доаѓаа луѓето, под стрес беа јавни седници на ДИК и така натаму, и така натаму. Недела дена траеше целата работа. Имавме случајот 2016 декември со господјата од Гостивар. Дали се подпишала, не се подпишала, беше ангажиран графолог, овластен графолог, да види дали е тој подписат. А тука имаме избирачки списоци во кои што не има подписи. Недостасуваат 200, 300 или 400 подписи. Не треба ли ова институциите да го процесуираат? И сега, ако некој кабадахија локален решил да наполни кутија со 200, 300, 400 или 500 луѓе, или ливчиња, па тој утре и ќе пука на улица со калашникови. Тој утре ќе прави селфи во партиски штабови. Тој утре ќе тероризира собственици на дуќани. Тој утре ќе тероризира деца, младинци и луѓе. Фактурата од тие луѓе кои што го правеа ова пред 2 недели ќе трае наредни година, 2, 3, 4 со небезбедност во нашите мала, во нашите градови, во нашите општини. Ние се враќаме 15 години наназад. И не е добро за било кого. Имаше таков обид 2008 година во една општина во Скопско. И државата реагираше. Тие десетина луѓе кои што го правеа тоа беа уапсени, беа процесирани и беа пратени таму каде што им е местото, затоа што веруваме во избирачки процеси. Затоа што не треба да се полнат кутии, туку народ треба да гласа. Без разлика која била коалицијата 2008, кој бил во опозиција, кој бил во опозиција. Првиот момент кога имаше полнење на кутии, реагираше државата. Тоа се правеше на десетина кутии во една општина во Скопско и веднаш се реагираше. Сега тоа се правеше на десетици и десетици и десетици избирачки места со поднаводници одзив од 96% и не се мрда со прст. Тоа е пораз за оваа држава.
Тоа Благодарам. сите, само да завршам, извинете. Тоа сите без исклучок, скапо ке не чини. Ве повикувам, ајде да формираме анкетна комисија. Благодарам. Ајде ова да не ни се повтори, ајде да имаме регуларни За многу изборни нешто. политички процеси. Благодарам. Тоа е апелот. Благодарам.